Признанието од Бугарија дека уставните измени не се последниот услов за Македонија е доказ дека власта ја тера вистинската политика на надворешен план. Според познавачите, токму она што е главната амбиција на владата, односно реформи и европеизирање на домашен план, е клучното на што мора да се работи. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски вели дека и претходно било јасно дека внесувањето на бугарите во уставот нема да биде единствен услов, односно дека треба да си ја сработиме својата домашна задача. Македонија треба да ја европеизираме дома, со оглед дека овој процес нема да тече брзо, генерално нема да тече, посебно за Македонија, така што да се фокусираме на она што значи благосостојба и она што значи економски раст во Македонија, па целиот процес кога тогаш ќе се надеваме, ќе видиме како ќе се реконфигурира светот после војната во Украина. Актуелната власт има јасни темели на кои сака да го гради европскиот пат, уставни измени со одложено дејство, односно внесување на бугарите по ратификацијата на членството во Европската унија е целта на владата, предводена од Христијан Мицкоски. Според Јанкуловски, тоа е вистинскиот план, бидејќи пред се треба да се погледне и расположеноста на ЕУ за проширување, а не како што било претходно кога се прифаќало она што било неприфатливо за државата. Прифатија она што е неприфатливо за македонските национални интереси, така што изјавата на министерот за надворешни работи доаѓа во период кој повеќе или помалку значи потврда на исправноста на политиките на оваа влада во надворешната политика. Изјавата на министерот за надворешни работи е во основа реалноста со која се соочуваме веќе подолг временски период. Министерот за надворешни работи на Бугарија, Георг Георгиев, порача дека многу е важно да се знае дека уставните измени и внесувањето на бугарите во уставот не е единствен услов за Македонија, како и дека Бугарија нема да промени нешто во своето мислење, во основ на францускиот предлог кој македонските власти го прифатија во 2022 година.